Трајанка Витанова од Виничко Пиклани живее заедно со нејзиниот син кој е болен и не може сам да се грижи за себе. Во две соби без купатило со средства доволни колку за лекарства, едва ја врзуваат крај со крај. Нејзиниот син Илјо пред 40 години доживеал сообраќај на несреќа и од тогаш останува парализиран. Не може сам ниту да јаде, ниту да си свари кафе. Заради тоа потребна му е постојана нега и грижа. А како што вели неговата мајка, пари имаат само за лепи лекови, иако нешто се произведе во скромната домашна бавча за да се преживее месецот. Живея у две соби, сакам купатило, а немам со што да го направа, не ми достасва. Сами двојцата живееме. За храната, ајде, неќу да крија, бора се за живот, имаме на бахча. Живееме некако со неа, сообраќајка имахме, 3 месеца беше. Јас сум од тога и со него се по патишта. Од јадење до прање се сум врзана со него. Оно не може ја да го остава дома, не може на рибанка леб да си пресече, не може ни да си скува, не може ништо, едно кафе не може да си го направи, не може по нужда си оди, али требе. Трајанка посочува дека потребно им е храна, облека, нови патеки за нејзиниот син. Оти таа сама со сегашните примања не може да дозволи и да му купи. Се е скапо, вели, па затоа и финансиските средства кои ги примаат од нега и пензија не се доволни. Потребно и е купатило, ама нема услови за да се направи истото. Вели за неа не бара ништо, доволно е подобар живот да има нејзиниот син. Ете тоа, се е скапо тоа. Јадење е скапо, хигиената е скапо, се е скапо, а гледаш го, не можеш ни да се истушира само ни ништо. Треба ја да сам со него. Сами. Имам сина, но он не живее со мене. Јас не мога да ода ни да му купа облика, ни патки да му купа, ни ништо не мога да ода. Јас сум оболна, а него нека му помогнат, например, некои патки, некои алишта, некои нешто такво да му помогнат. А ние кренала сам дија апчиња, са сам поручала апчињата да ги зема на него, на мене 1000 динари и 2000 не ми достаства. Апелира до хуманите граѓани оние кои се во можност, како и до институциите, да и помогнат со финансиски средства, храна или облека за неа и нејзиниот син со цел и тие да можат нормално да го преживеат месецот.